По сончево, но ветровито и студено време, играчите на Кидго Пекчево и на Каменица сасим ги загреа срцата на најверите своји навивачи. Одигра мощен возбудив и интересен надпревар кој беше решен во последната четвртина од надпреварот. За разлика од мечот во Радовиш и бледата игра на Кидго против Детонит, во средбата со Каменица Саса видливо беше залагањето, мотивот и желбата да се надигра противникот. Очигледно критиките беа на место и советите од клубата влијаеле врз поведението кај играчите кои едноставно летаа по теренот. Гостите од Каменица се представи исто така во добро светло и како награда за нивната упорност поведе уште во 5-та минута со голот што го постигна Виктор Марковски. Не помина ниту 3 минути, а Кидго го изравни резултатот на 1:1, а стрелец на голот со удар директ од корнер беше Иван Настески. Второто полувреме тренерот на Кидго Трајче Сенев го започа уфрлајќи го во игра Филип Неделковски, кој се покаже како вистински џокер. Тој постигна 2 гола, најнапред за водство на Кидго од 2:1 во 65-та минута на центаршот на Мартин Стојанов. Неделковски скокна највисоко и со глава ја затрше мрежата на гостите од македонска Каменица. Конечниот резултат Кидго Пекчево Каменица Саса 3:1 го постави Неделковски со гол што го постигна во 73-та минута. Еви ги комплетните резултати од ова шесто првенствено коло. Плачковица Борец 7:4, Брегалница Кожов 0:0, Вардар Неготино Партизан Обршени 2:0, Кидго Пекчево Каменица Саса 3:1 и Тиквеш Детонит 2:0. Табела, екипата на Борец е на првото место со максимално освоени 18 бодови. Второ место е екипата на Кидго Пекчево со 13. Трето место Тиквеш 12. Брегалница сега е на четвртото место со 10 бодови. Петтото место е за Кожув со 9. Шесто место Плачковица 7. Седмото и осмото место го делат Вардар Неготино и Партизан Обршани со по 6 бодови. Вардар Неготино има нешто подобра голоразлика. Девето место Каменица Саса со 4 и на последното 10-то место Детонит кој нема освоено бодови.